Здраво сега, добро утро во новиот епизод на Секси Мало. Денеска на гости ни е Марина Томска, основачката на психотерапевтскиот центар Јас имам, кој што воедно има и истоимено собствено списание за психологички теми, што мене лично многу ми значи како студент на психологија. Марина, како си ме? Одлично сум, благодарам многу на поканата и многу се радувам што ме поканивте да зборувам на една ваква многу добра солидна тема. Мислам дека ќе е многу корисна за гледачите, особено бидејќи разговараме баш на секојдневниот дел врските и како да примениме сенката во секојдневниот живот. Тоа што се напомена, денеска разработуваме концепт на shadow work или работа со сенке. Тоа е вид на терапевтска техника која што ретко се употребува во Македонија и чисто се сомневам дека нашата мала публика е запозната со тоа и се размислам како тоа да го привлечам до нас, односно концептот до Gen Z. Сега вака, trigger warning, ќе потребувам метафора од Fight Club. Тие што го нема на Fight Club, прекинете тука епизодата, идете гледате го филмот, да не се плачете после коментари. Да, уоснова сите тие што го имаме гледана, Fight Club се е приказна на два ликови паралелно, односно од една страна еден тип кој што е досаден наратор, прави се како што треба, но тоа многу е незадоволен со животот, многу е мизерен, ама едноставно бил научен дека треба да ги следи правилата и треба да биде условно кажано добар граѓање и добар работа. А од друга страна е приказната на Тайлер, односно тој е повозбудливиот лик, тој што е импулсивен и агресивен и прави што сака кога сака. И вака во текот на целата приказна публиката не е известна дека всушност се работи за едно дезинтегрирано сепство и тек на крајот на филмот да знаме дека двата ликови се всушност еден карактер кој што се бори со сам себе. И кога тој ќе стане свесен дека всушност проектира дел од својот карактер, се случува една интеграција на сепството кога се распаѓа целата илузија и дури имаме и распаѓање на градот што представува кршење на таа илузија и карактерите се соединуваат. Така што се надевам дека прилика го добив концептот на тој shadow self, меѓутоа Марина ти ќе ни кажеш малку повеќе. Мислам дека одличен пример е баш за тоа како функционира и што точно е сенката. Значи, сенката е дел кој што ние го имаме секој ден од нас. Значи, како пред се функционира и како се создава. Значи, ние сме како новородени дојдеме на овој свет. Значи, сме многу малички, немаме некаков концепт за самите себе си. И доаѓаме во еден свет, во една фамилиарна динамика, каде што другите, големите, ние сме многу малите и безпомоцните. И големите околу нас ги наметнуваат тие вредности, семејната динамика, понекогаш и травмите кои што родителите нели не успеале да ги излечат, зафатеноста кој што родителите имаат, затоа што светот на возрастните малку е поинаков од сепак светот на детето. И сега детето како дете, значи не може да ги увиди баш таа динамика и секогаш најчесто посегнува по самиот себе си, мисли дека е виновно конкретно заради егоцентризмот. Така да за нас основното нешто кое што ни е важно ние да преживееме, значи така сме програмирани, нашиот мозок функционира на таков начин. Првото нешто е важно да преживееме, а понатаму ние дали ќе бидеме среќни или не. Така да личноста почнува веќе да се прилагодва на самата средина, каде што гледаме дека преку награда и преку казна, значи забележуваме кои поведенија кај нас позитивно действуваат и на таков начин се формираат тие светли сенки кои што Јунг ги дискутира. И таа темна сенка, значи тоа ги опфаќа сите оние моменти каде што ние добиваме казна. Значи некои особини не се премногу прифатени, например премногу сме плачеле, премногу сме биле напорни, премногу сме барале или било како некој момент во кој што родителите не можеле да се справат со нас и ние ги идентификуваме како лошо. Дел од нас кој што не е баш многу пожелен. И тој дел кој што не е многу пожелен, бидејќи нема како да се справиме на таа возраст, значи самата личност почнува да ги потиснува, ги репресира. И тука зборуваме за сенката всушност е една репресија на сите тие негативни карактерни особини кои што како дете сме ги сметеле дека се негативни. Значи сепак ова е мозокот и начинот на размислување на едно дете. Во сенката може да бидат вклучени исто така многу позитивни карактеристики кои што ги дефинира како светлата сенка. Ама она што детето го смета дека е негативно, дека не му е поволно да биде преживее, тука веќе почнува да се репресира импулсот, мислата, карактеристиките и се што е непожелно фактички одма се префрла автоматски во сенката. Тој дел е репресираниот дел кај нас. Така да се состои, затоа е сенка, темната страна наша, значи од нас се што ние го гледаме како негативност.
од негативните чувства, од негативните мисли, карактеристики, се што сметаме негативно за нас, затоа што ние по принцип не потиснуваме или кога зборуваме некои потиснати емоции, немаме потисната среќа, значи таа ни е позитивна, ние сите си ја сакаме да живееме во сето тоа. Потиснуваме гнев, љубомора, нагони, срам, чувство на дефектност, дека не сме доволно добри, вината, така да целиот тој негативен дел кој што ние не сме успеали во животот да го процесираме, се содржи во таа самата сенка. Фала што можеш да ги спомна тие светли сенки. Дали може да ни обясниш што точно представуваат светлите сенки, например како родовите улоги во родителството знаат да влијаат на нив? Па секој родител си има и свој определен родителски стил. Значи може да биде малку и повторитарен, може да биде малку попермисивен, може значи да разговара сепак во секој случај со детето, или за жал има и такви родители кои што едноставно емотивно ги поставуваат децата, значи физички да, детето е нарането, обезбедено му училиште, ама емотивното внимание не му е обезбедено. И тоа е најважниот фокус кон кој што родителот треба да се фокусира, затоа што тогаш настануваат сите тие проблематични појави кои што се појавуваат. Милина, ние кога доаѓаме на свет баш така новородени, значи имаме некаква определена генетика и сето тоа, не насакам да навлезам повеќе во таа тема, ама значи основното нешто кое што нас најважно ни е, најелементарните потреби кои што ги имаме ние, се баш оно да бидеме сакани, да бидеме разбрани, да бидеме значајни, да бидеме видени и слушнати. И за едно мало дете, кој што подоцна нели ќе прерасне во возрастна личност, тоа е најважното, значи љубовта е храната со која што родителот треба да ја дава. Во моментите кога не се почувствувало детето дека е баш толку многу сакано, одобрено или прифатено, да почнува да интернализира, значи еден процес кон самиот себе си, и мисли дека тоа е виновно за недостатокот на љубовта кој што ја гледа во родител. Значи не дека родителот не го сака своето дете, туку едноставно цело емотивно внимание не му е баш на таков начин дадено. И сега понекогаш може да бидат репресирани и некои позитивни карактеристики. Например, креативноста е една од најчестите особини кои што ние ги знаеме да ги потиснеме, затоа што во еден момент да, како деца нели повеќе цртаме, креончиња и такви работи, ама почнуваме на училиште, академијата ќе си го направи своето и веќе не е толку високо платежна професија. Не гледат родителите толку многу престиж во уметнички да се развива детето или креативно да се развива, и најчесто таа е една од позитивните особини кои што се потиснуваат, затоа што се смета непотребна, не ми е потребна за преживување, ми создава проблеми, се потиснува. Исто така, значи брилјантност, а не секогаш сме ние така воодушевени да речеме таа брилјантност, затоа што повеќето сакаме и родителите и децата некако во еден стереотип, во еден канал да ги воведиме, така да многу често некои идеи кои што изгледат надвор од нормалното нема да бидат многу поддржани од страна на родителите и тие ќе бидат репресирани во самата личност. Баш ми што спомна креативност, бидејќи мислам дека генерално е едно од најпотиснатите, особено кај момчињата, бидејќи кај нас на Балканот преку тие родови улоги дека момчето не треба да биде креативно, не треба да има естетска осетливост, не треба да е емоционално. Некои од баш позитивните аспекти и квалитети кои што ни помогнале понатаму во животот се репресираат и доведуваат до внатрешни конфликти. Или например во случајот кај момчињата многу често знаеме да слушнеме да кажеме да се обесхрабрува, девојчето да се дотирува да се обликува бидејќи ти си бараш внимание, обличи се пристојно, или толку некоја девојка е по-асертивна или по амбициозна, да би да кажано дека претирува, се наметнува, треба да се го знае местото. Тоа се такви позитивни карактеристики кои што девојчето понатаму ќе ги репресира и понекогаш има вечно внатрешен конфликт, односно нема да си ги прифаќа, ќе ги крие тие квалитети и дополнително ќе упаѓа менталната енергија, бидејќи е потребно многу повеќе енергија за ти да потиснеш нешто, отколку ќе прекинеш да се бориш со себе си и да се оставиш да бидеш тоа битие што си. Да, се согласувам во целост. Исто така, значи, некако и од момчињата повеќе се очекува и да ги потиснат емоциите. Затоа што поки имаме некаков стереотип дека тоа е машкост, или, например, машкоста дека се влеза во тоа, баш потисни го, како некаква болка да има во мешето. И баш момчињата и подоцна, нели, мажите, потешко знаат да се соочат со емоциите, негативни или позитивни, значи немаат упатство како да реагираат на гнев, или затоа што никој не ги
научил. Нема представа за тоа дека емоцијата е многу нормална и за жал, многу мажи сметаат дека емоцијата е баш слабост. Напротив, еве би се вратила кога веќе зборуваме за Јунг, дека самата личност нели ја дефинира како и има поделба на анимус, машкиот дел и анима, женскиот дел. Така да секој си има своето. Значи, ако анимус ја представува асертивноста, самодовербата, одлучноста и логичноста, тогаш анима представува баш онај женскиот чувствителниот дел, имагинацијата, креативноста и сите тие работи. И она што е многу важно е тие да бидат во баланс. За личноста да биде целосна и да може да биде подоцна автентична, да живее еден целосен, пун личност, живот кој што понатаму ќе го има. Значи да го испери својот живот, своите луѓе кои што ги сака, својата цел, својата кариера. И ние многу повеќе сме среќни кога работиме нешто што сакаме или се дружиме со луѓе кои што ги сакаме, отколку живееме во некој наметнат свет, некој живот кој што не е наш. И баш таа работа на сенката точно тоа го овозможува. Овозможува да важнije се пронајдеме да стигнеме до таа индивидуализацијата, автентичниот дел на самите себе си, да живееме личност кој што сме ние. Значи не нешто кој што нас не е наметнато затоа што требало во моменти да репресираме нешто, туку едноставно да ја осветлиме. Затоа што ако нели сенката е темнината, нели природно во работата на сенката би требало да станеме свесни за постоењето на тие негативни и потиснати карактеристики, емоции, чувства, мисли, и едноставно да најдеме начин како тие да ги прилагодиме. Или самиот процес на интеграција. Но многу е важно, значи, анимус и анима да функционираат како баланс. И сега, например, баш многу ми мило што спомнава тема, затоа што во модерно време некако и од родов аспект жените малце повеќе стануваат асертивни, некако повеќе се бара, од друга страна па мажите имаме некакви подруги барања и некако како да се губи таа представа за тоа, она што точно е баш конкретно маско или баш е она конкретно женско. Така да, или обратна слика, кој што мажите веќе премногу треба да бидат мажи, целосно да се потиснат самите себе си, а жените па треба да бидат во она улога кај што или ќе бидам мајка и никој друг. Значи, сега веќе гледаме целосно различна семина слика. Ама, многу е важно и за жената и за мажото да најдат еден баланс. И, значи, зборувам чувствителната, емотивната страна, имагинацијата, да биде во баланс со логичниот дел. Конкретно заради тоа што темпото ни е такво, не секогаш имаме време да процесираме се и важно е и добро е да се трудиме во тој аспект да најдеме баланс меѓу анимус и анима. Да, ми што истакна дека баш паралелно се случуваат два комплетно поларни процеси. Едната страна е таа губење на ригидноста на родовите улоги, од друга страна имаме движење кој што потенцира баш поларитет. Да. Така што за да се изгуби таквите движења, потребно е ние да сме на висок степен, да ни е самосвесноста, да ги имаме свесно на тие негативни аспекти кај себе, за да можеме понатаму да ги прифатиме негативните аспекти кај партнерот. И тоа кога зборуваме за оваа тема, дали се случува никогаш нашите сенки да ги проектираме на другите луѓе? Да, и тогаш точно знаеме дека се сочуваме со сенката, затоа што бидејќи нели ова е целосно потиснат дел, првото нешто е доаѓа преку проекцијата. Така да, значи најчестиот начин на кој што можеме да забележиме нашата проекција, ова е еден лесен начин техника кој што може да го користат вашите гледачи, е дека баш на што го гледаме во другите. Значи, ако ние покажиме некакво почитување или љубомора кон некаква позитивна особина која што ја има некоја друга личност, тогаш дефинитивно тоа е прашање на сенката, тоа е потисната наша светла сенка. Но, исто така, кога нас некој не иритира, ние не знаеме баш зашто, то тука директно е влијание на сенката, затоа што сенката го покажува тој момент дека треба, нели, ова е потиснато некакво негативно нешто во нас, дали е карактеристика или чувство. И баш еден од главните проблеми меѓу паровите во обичаеност и во помладите врски се јавува поради постојање на љубомора. Да. Самото прашање е дали тоа прашање може да биде поврзано со нашата сенка, односно толку ние се најдеме во таква ситуација, ние не би останале верни, па поради тоа да се наметнува тие проекции, ригидни граници на партнерот, или се работи за поставување на граници?
Љубомората како љубомора е баш еден многу интересен момент. Значи може на пример малку да символизира, да, значи од двете страни, значи да биде некаква несигурност за самата себе си, па да јас имам потреба некако дополнително ригидно да го врзам партнерот за да биде до мене. Исто така може да биде и баш тој момент во кој што малце имаме и некој патриархално влијание тука во општеството. Почесто малце мажите се забележува некаква доминација или контрола кај некаква појава, кој не ги случува значи за целости жените, значи може да биде целосно и женско поведение. Но дефинитивно кога се сочуваме со љубомората, секогаш е најдобро за секоја негативна емоција, но зборуваме за љубомората, е најдобро ние да се сврнеме фокусот кон самите себе си. Во смисла, ако веќе покажувам некаква љубомора кон некој, добро е да видам што точно јас проектирам, дали тоа е негативна особина, дали тоа е позитивна, и да ги поверам тие истите карактеристики во самата себе си. Затоа што љубомората секогаш оди во пар со чувствата, значи кои што потребите, емотивните потреби кои не биле задоволени. Значи личноста се чувствува дека не е слушната, дека не е видена, дека не е разбрана и има потреба да биде видена, слушната и разбрана. А сето таа незадоволена потреба се манифестира малку и дисфункционално. Затоа што сепак да, добро да има надоверба во врската дека никој нема да изневери, значи нема гарант, ама добро е да имаме надоверба, да. Дека тоа и препознаваме сите карактеристики кај нас, можеби кога дојде тој момент на освестување дека и можеби јас не сум сигурна во себе или доколку се работи во врска каде што има агресија према партнерот, ние станеме свесни дека сме агресивни личности, може да дојде многу брзо и до само обвинување кај другата страна. Сега, од една страна јас сум агресивна, дали тоа значи одма дека јас сум лоша личност, дека сум одвратна или доколку има беше обратен процес кај некои луѓе, ако не знам, е лесно избавлив или импулсивна личност, ќе се развика на партнерот, па после тоа сенката ќе искористи на некој начин како оправдание. Добро, таков сум, не е битно. Сега да пречам како да се постави граница помеѓу интегрирано сепство и на некој начин преку идентификување со темната страна или темната страна која се употребува како изговор. Сите тие јас сум се прашања кои што се поврзани со идентитет. Значи ние формира идентитет е веќе еден концепт кој што го имаме за самата себе си. И влие дефинитивно врз секој што ние го имаме. Значи на пример ако јас сум пушач, значи во првата ситуација кога ќе сум меѓу пушач или со кафе ќе запалам цигар. Ама ако мојот идентитет е дека сум не пушач, значи никогаш нема да запалам никаде цигара. Значи секоја одлука се формира врз базата на тој идентитет. И е многу важна тема, да речеме, психолошки аспект. И сега кога е поврзано со некаков негативен, значи негативен епитет, например, сум избувлива или сум љубоморна, нешто што негативно го гледам, јас не сметам дека негативна емоција постои, емоциите се сите такви како што се. Само едноставно ние ги чувствуваме пријатни или непријатни. Да. Но идејата е дека кога ќе се поврзи, тоа е дефинитивно дело на срамот. Значи самиот срам како срам се функционира на таков начин, веќе обично другарче е веќе речам со вината, кога вината те се емоции кои не предупредуваат. Значи вината ни кажува дека нешто сум сгрешила и бара корекција, да се извинам некому, да коригирам грешката. А срамот како срам е веќе многу потешко чувство и е дефинитивно дело на сенката. Затоа што е потиснат, многу ретко кој од нас е свесен дека постои срам во него. Така да ако веќе го поврзува јас сум со идентитет и сите тие негативни појави се појавуваат кај него. Така да дефинитивно станува збор баш да речем за срам. Не мислам дека било кој може да искористи сенката како некаков претек, затоа што ние сите сме одговорни за своето поведение. Но би препорачала, значи конкретно кога се работи за срам во сенката, срамот функционира во тајност. Значи нагонот му е да бидеме во тајност, да бидеме скриени, прекриени, да никој некако не го види тој срам, тој дефектен дел од нашето лице. Баш сенката. Но препорачувам баш работа со сенката, затоа што е многу добра и е многу корисна, да и се видат и личноста да ги запозна и да речам тие моменти. Зошто се смета самата? Например, на едно од почестите верувања јас не сум доволно добар или добра, или јас сум дефектен, нешто не е во ред со мене. Значи, од каде произлегуваат тие? Затоа што срамот како емоција
И самата гордост. Тоа ми било многу интересно кога студирав психологија, дека не се наша, да речем, вродена емоција, како емоција, туку родителите нас не ги наметнуваат. Така да баш иде во оној дел кога ме искарале, сум направила нешто погрешно и тогаш, значи, како заради егоцентризам, значи јас свртеност кон самиот себе си, центрирано кон себе си, што постои како природна фаза кај децата до 7 до 9 години, ја префрлам вината на мене. Значи, јас грешам за нешто, јас сум лош, јас сум љубоморен, јас сум себичен. Исто така, оние коментари кои што родителите знаат малце да ги кажат, ама ти не водиш сметка за никој друг, ама ти си себичен, ама ти си така. Тие сите се резултат на сенката. Но добро е личноста да работи на самата себе си, а не да ги користи тие како претекст за лошото однесување. Фала ти многу и беше ми мило што ми напомена некои од позитивните влијанија, бидејќи мислам дека ваквата работа со сенка е многу трансформативна техника, лично мене ми многу помогната, меѓутоа ретко која се користи кај нас, така што основно препознавање и освестување на тие несвесни делови кај себе си. Кои се некои други придобивки што имаш забележано при твоја работа со клиенти или може би си прочитала? Да, значи дефинитивно дека станува збор за трансформација и затоа што како метод ја многу моќна, бидејќи целосно од самото детство до влијанието кој го имаме во врските, во кариерата, во финансите, значи врски зборувам од пријателски, познаници, партнерски односи, секоја сфера во нашиот живот може да биде засегната од сенката. И бидејќи се почнува од самиот корен, кога бев репресиран, како бев репресиран, какво влијание има сето тоа и едноставно самата трансформација века кога ќе се случи, тогаш веќе е многу моќна. Значи, да, на почетокот како секоја работа со самата себе си, значи се појавуваат тие негативни емоции затоа што тие се тие кои што биле потиснати. Но потоа се појавува едно чувство баш на среќа, на радост, на една целосна исполнетост, чувство дека мене не е толку многу ми треба од надворешниот свет, за јас да бидам среќна, да бидам успешна, затоа што едноставно сум среќна и сум успешна. Врските се трансформираат затоа што имаме едно многу поголемо чувство и поголема свесност за самите себе си, ама исто така зголемува свесноста на другите луѓе. Значи сакаме да разговараме, не сакаме да се караме. Да. Значи не сакаме да се обвинуваме или да фрламе гнев или кај некој. Сакаме да разговараме на секој конфликт, да се реши. И беше што спомна, има многу голем ослободувачки момент, бидејќи кога ќе го прифатиме ние тој дел кај себе си, на другите луѓе исто така ги не нануваме, осудат им даваме простор да бидат они автентични такви како што се, бидејќи разбираме дека сите сме луѓе со злоша и добра страна кај нас. Да. И се зголемува емоционалната интелигенција кај себе си, понатаму врваме на средината. Да. И тоа да прашам, дали има ризици при работа со вакви техники за сенке, бидејќи да кажем има и некои што се продаваат тефтери книги со прашања за сенката, да кажеме многу техники кои што ги промовираат и дома самите да ги користиме. Дали работата со сенки треба да биде стриктно со психолог, дали има некаков ризик при ваквите техники? Не, може да биде значи индивидуално да се работи на самиот себе си самостојно. Но препорачувам значи за самата работа на себе си, значи како рековме ќе го потикне целиот тој потиснат дел. Значи ќе се соочи личноста со чувствата на срамот, на вината, на љубомората, на гневот. Многу често не знаеме од каде доаѓа и може да биде многу болен. Така да препорачувам да користат техники како пишување на дневник, исто така работа со огледало некаде кон крат ќе спомниме како техника, но доколку да речам самата личност се појави во ситуација, се соочи во ситуација дека не може да надмени некаква пролонгирана болна емотивна состојба, затоа што нема искуство да работи со болни интензивни емоции, доколку се појавува едно чувство на социјална изолација, доколку веќе некаква дисфункционалност, значи не може да функционира во текот на секојдневието, препорачувам работа со терапевт. Беше Да. дека трансформативна техника знаме дека користат многу во третман на трауми, и мислам дека ризик фактор би бил доколку се работи за некоја сериозно потисната голема травма. Може би е потребно присуство на терапевт кој што ќе ни помогне да го изнавигираме тој емоционален процес, затоа што може да има и тешки изливи. Да. Но исто така мислам дека е важно да спомнам дека личности кои што страдаат од било каков тип на халуцинации, шизофренија, биполарно заболување, некаква манична епизода се соочуваат, строго треба да работат со терапевт. Значи не е препорачливо да работат со сенката самостојно. Значи во таквите случаи строго треба да се работи со терапевт.
Фала ти многу за овие side notes. Да кажам, кои се некои твоите омилени техники за работа со сенката, како психолог? Инако што техниките ги спомнав и самостојно мислам дека може да ја користи било кој е баш пишувањето на дневник. Значи во јас имам, ние го работиме на таков начин, значи првото нешто забележуваме ситуацијата. Затоа што кога е поттикната сенката, значи тоа се ситуација кога ние се осеќаме неважни, се осеќаме мали, се осеќаме невредни, тоа е некаков тригер кој што самата ситуација има даено. Така да првото го евидентираме кои ситуации нас не поттикнуваат на таква реакција. После тоа кои мисли, кои чувства биле и кога ние сме се чувствувале во детството или во некој претходна ситуација, адолесценција и така, кога сме се чувствувале на таков начин. Бидејќи многу брзо ќе пронајдеме таа шема на однесување кој што директно ќе ни покаже каде се однесува сенката. Многу е важно во работа со сенката да научиме да ја прифаќаме баш оној момент кога го спомна дека ние освен она убаво лице кое го презентираме на светот, имаме грдо лице и тоа е факт дека ние сите ги имаме тие две страни и негативните и позитивните страни и важно е да научиме да се прифаќаме самите себе си, односно да прифатиме сенката кој што се е во нас. Друга спомна техника со огледало. Со огледало, да. Спомна техника со огледало. Таа е една од позабавните и малку сака повеќе трпение за да ја развие личноста како техника, значи буквално работа со огледало, личноста застане да се гледа во огледало. Сега ние кога ќе застанеме во огледало, сите имаме искуство со огледалото дека не секогаш си кажуваме баш најубавите работи во огледалото и е добро така некој можеби 5-10 минути, препорачувам на почеток помало време, полека со интензитет да се зголемува, да забележиме што ние сме забележале позитивно, што сме виделе негативно и потоа да направиме анализа од каде доаѓа сето тоа. Значи, ако на пример некој се чувствува грд, дали може би бил многу критикуван од родителите или му било кажувано на таков начин. Ако премногу сме самокритични, значи дали родителите премногу биле критични кон нас. Така да е одлична техника баш за запознавање и на тие негативни и позитивни страни и коментарчиња што знаеме да си ги кажеме на самите себе си, да. Себе си во очи и да си признаеме некои работи, мислам дека тоа е многу емоционално слободувачки да постигнеме нешто такво. Да прашам, дали ги препорачуваш типот на тефтери и книги каде што има прашања специфично наменети за сенката, да кажеме, не знам, кога се чувствувам најљубоморно или кои ми се главните змеко зашто сум малчен или нешто такво. Дали тие прашања имаат ефект доколку не ги разработиме претходно или не сме рефлектирале претходно на нив? Јас мислам дека ќе имаат многу голем ефект, затоа што прашањата за рефлексија се одлични за работа за самиот себе си. Многу е важно да бидеме искрени. Значи тоа е сепак едно тефтерче дневниче кој што никој друг не го гледа. А иначе да, тоа е одличен начин за како ние да ја запознаеме нашата сенка. Доколку не сме во можност да најдеме нели таков тефтер или дневник за да се со такви баш прашања, исто така една обична тетрадка кај што седнуваме, пишуваме, ама баш се што мислиме, чувствуваме, барем еднаш во денот, ќе го направи истиот ефект. Многу препорачувам од срце како техника. Во секој случај, баш кога разговаравме како ги проектираме сенките на другите, дали може да препознаеме нечија сенка? Пример, не знам, кога изгледаме прв пат со некого, дали како некој што веднаш ги запознаваме, можеме да препознаеме каде лежат тие сенки, потребно е подолг период да познаваме некако пред да можеме да заклучиме. Мислам дека баш прв пат немаме и некаква голема информација, но она што можеме да го забележиме на прв состанок со некој е баш нашата сенка. Затоа што повеќе информација за другата личност немаме, нели ја запознаваме. Но на прв состанок, на пример, самата привлечност секој функционира да нас не се допаѓаат некои личности кои што се слични на нас. Тие особини на кои што ние го почитуваме, многу сакаме и му се восхитуваме, да речем на некој начин, тоа може да биде знак на нашата светла сенка. Но исто така, сите негативни работи кои што ние ги забележуваме во другата личност, тогаш тие работи се кои што зборуваат за нас. Сега да речеме, еве состанокот бил прв, трет, петти состанок, значи колку повеќе ги забележуваме позитивните и негативните работи во некоја друга личност, тогаш да, дефинитивно станува збор за нашата сенка. Значи многу е возможно и другата личност да има слични карактеристики како сенка, но барем во ова фаза немаме толку многу големо познавање за баш да речем да видам светлата или темната страна на личноста. Но исто така
Еве да речеме во сценариото во кое што кога можеме да препознаеме, да речеме во сценариото дека се развила врската и дека станала малку посериозна, барем неколку месечна. Многу е важно да се научиме да разговараме. Значи, како ние ще прифаќаме нашата темна и светла страна, советувам и препорачувам да избериме партнер кој што ќе има разбирање дека ние имаме и светла и темна страна. И наместо да дојдеме до конфликту на пап гнево да го стуриме врз некој, значи ние можеме едноставно да ги кажеме негативните чувства дека јас еве заради тоа действувам се осеќам малку и малку љубоморно, те молам, мене ми треба таа и таа емотивна потреба да ми биде задоволена на таков и таков начин. Значи многу е подобро да искомуницираме ние дека некој нечие дејство причинува некакво незадоволство кај нас, отколку да влеземе во конфликт, во кој што во конфликтот едната страна се брани, другата се брани и најчесто ништо не се решава, значи со разговор, значи да, ова ме причинува мене таква реакција. Мислам дека многу долго беше таква поговорка, вистински ќе се залюбиме во личноста во која ќе препознаеме нашата сенка. Зашто се случува тоа? Па луѓето околу нас се огледало. Значи така да секогаш луѓето околу нас не зборуваат и не истакнуваат особини кои што се ние ги имаме или ги немаме. Така да, например, многу логично е дека ако јас ја прифатам мојата сенка, нема да ми пречи сенката во никој друг, бидејќи е слична. Ќе се разбираме. Да, полесно. Може тоа е наш подсвесен начин да научиме да се сакаме себе си преку тоа што го гледаме личноста која што ја сакаме. Да, не се согласувам. Фала ти многу што ми беше обяснила, што е нешто што би сакала да препорачаш за крај на нашата публика? Работата на себе, без разлика дали ќе им се допадне работата со сенка како техника или ќе изберат некаква друга техника, работа на себе е нешто кое што е толку многу трансформативно и толку многу вреди и самата автентичност е многу важно личноста да ја стекне. Фала ти многу, јас би се дека би препорачала како еден столовите на Хера да сме малку посамосвесни за влијанието на родовите стереотипи и родителството врз со идентитетот кој што понатаму иде да го гради во текот на својот живот и што го носи како возрастен. Да. Така што секси мала од нас толку за денеска. Марина, фала ти многу што нешто не Благодарам уште еднаш на поканата, посакувам убав ден. Да. И тоа убав ден од мене. Чао, дечки. Чао.